Најубавата панорама на Битола може да се види од Баир, населба во која се судираат суништата и реалностите. Но низ неговите улици, постоечки и непостоечки, Бран на промени се обиде да донесе нов живот на старите камења. Ова е стара битолска населба, каде историјата шепоти низ некои асфалтирани, но и некои калливи улици. А ромскиот дух танцува во сенките на минатото исто толку колку што го има денес во сегашноста. Битолскиот Баир, ромското мало, каде секој камен или по некоја нова тула, каде секоја насмевка или по некоја солза, раскажуваат приказна за една издржливост и една надеж. Овде, во овој за некој заборавен дел од светот, се обидовме да донесеме нова зора, додека проектот Баир вдишува живот во соништа одамна одложени, плетејќи еден поинаков нов мозаик за единство и обновување. Нашето патување започна со транспарентен избор, почитувајќи го секој глас. Од легализирање на домовите до лобирање за урбанистичко планирање. Ги поставивме темелите за иднината во која секој жител ќе може да се исправи. А поддршката на Баир од донаторите е доказ за нашата посветеност на вклучување и еднаквост. Станува збор за создавање средина каде што сите граѓани, без разлика на потеклото, можат да напредуваат. This project is part of a wider program that we have foreseen here in North Macedonia. It has an overall value of 3.5 million euros and is implemented in 5 municipalities. And the main aim is the renovation and the legalization of Roma settlements, of Roma housing, and the improvement of the infrastructure to improve the access of Roma towards educational institutions, to social and healthcare institutions, and so on. It is a project of significant importance that requires a lot of buying in from different stakeholders, from the local institutions, but above all, also from the beneficiary itself, from the Roma people and their families. And I'm happy to say that overall, we are very pleased with the project outcome, even though where there is works, there are challenges. There are permissions to be issued, there are detailed urban plannings to be done, so there are always some adventures to go through. But until now, I'm happy to say, with still some finalizations to be performed in the next weeks, that overall, with the results, they are very promising, and we are looking forward to see the finalization of the project. Локалната самоуправа размислува за засадените семиња на соработка, за тоа што успеавме со надчовечки напори и за она во што не успеавме. Успеавме во клучни нешта, кои можеби не се толку видливи, но само со тие одлуки потврдивте дека може да се збогуваме со долгогодишната тишина на статус кво за Баир и да најавиме ера на акција. Ова партнерство е наш залог кон Баир. Неодамна беа презентирани првичните верзии на изработените студии од страна на Архитектонскиот факултет во Скопје, кои ќе бидат влезна документација во изработката на Генералниот урбанистички план ГУПот. Преку директна дискусија со засегнатите страни од невладиниот сектор, јавните институции и бизнис секторот, целта е да се дефинираат заклучоци кои ќе се вградат во конечните верзии на студиите од страна на експертите од Архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а се однесуваат на областа на домувањето, стопанството, организирање и систематизирање на градските центри,
и земјишта за општа употреба, студиите за јавни функции, студиите за одржлив економски развој, одржливо урбанистичко планирање и студијата за ризици од природни непогоди, ризици од технолошки хавари, заштита и спасување и така натаму. Исто така, преку овој проект, општина Битола набави камион за отпад со мала големина и останата комунална опрема во вредност од 82.750 евра. Едно од главните предизвици, поради структурата на населбата Баир, е собирање на комуналниот отпад, комуналниот смет, одржување на јавните површини, како и хортикултурно уредување. Набавениот камион за собирање на сметот, со помали размери, кои одговараат на структурата и архитектурата на улиците во населбата Баир, како и помошните алатки и делови, беа предадени на јавното предпријатие Комуналец, кое понатаму ќе ги користи, ќе стопанисува со нив, со единствена цел – ефикасно собирање на отпадот од оваа населба и одржување на јавните површини. Суштината на овој потфат не е едноставна да се примени, но е светилник на интеграција и еднаквост, што го осветлува патот кон обединета заедница. Под погледот на тимот кој веруваше во проектот од самиот старт, Климентина навлегува во потеклото на ова трансформативно патување, кој не беше само потрага за обнова, туку и потрага по заедничка основа за будење на духот на заедницата. Достоинствено домување, легализација на објекти, урбанизација, подобрени комунални услуги, олеснет пристап до социјални права, креирање на зголемени образовни можности и предности, јакнење на заедницата. Се областите на кои проектниот тим работеше посветено и континуирано изминативе 3 години. Хоризонталната цел која ги обединува сите овие активности е инклузијата, како темелна заложба на проектните партнери. Во таа насока работевме на микро и макро ниво. Алоцирани се околу 200.000 евра за проектна, односно за урбанистичка документација. Изработени се 12 влезни студии, кои се предуслов за изработка на ГУП за Битола и 3 детални урбанистички планови за населба Баир на површина од 30 хектари, што значат опфат на населбата во урбанистички рамки за прв пат по 25 години. Едновремено инвестирани се околу 150.000 евра во 26 домајќинства. Ставена е ПВЦ дограма, нови фасади, интервенции во кровот. Бенефитите веќе ги чувствуваат 105 жители на населбата. Во рамки на проектот спроведени се и различни типови на партиципативни платформи, лидерски средби, јавни информативни консултации за урбанистичко планирање, јавни информативни средби за инфраструктура, едношалтерска сервис услуга, комисија на фонд за реновирање на домајќинства и техничка програма за асистенција со учество на меѓународни експерти за урбана регенерација и национален урбан експерт. Клучна во овие процеси е вклученоста на ромската заедница со цел прецизно дефинирање, определување на потребите и проблемите и кохерентен проектен настап. Проектот Баир понуди холистички пристап во решавање на еден системски проблем. Всушност ја опфати населбата Баир од една холистичка призма. Проектниот конзорциум кој се состои од КОСВА, Општина Битола и Преда Плюс и реализацијата на проектните активности, ефективната имплементација на проектните активности со европски пари, значи успешно делување на проектните партнери и е во насока на остварување на елиминирање на социоекономскиот јаз меѓу ромското и неромското население, што е пак во насока на исполнување на националната стратегија за инклузија на ромите, ЕУ стратешката рамка за роми и одржливите цели на Обединетите нации за развој. Во лавиринтот на напредокот, Лидија не води низ предизвиците. Секоја пречка е одскочна штица, секој триумф сведоштво за непоколебливиот дух на жителите на Баир. Нашата мисија се прошири надвор од тулите. Го разгоревме духот на Баирот преку култура и единство. Образование, социјална грижа, локален сервис, здравство. Се обидовме да се справиме со сите нив, правејќи мозаик на надеж и напредок.
Во текот на 3-годишната реализација на проектот спроведени се 7 кампањи за подигање на јавната свест и 6 настани за промоција и поддршка на културата и спортот со цел да се зајакне интеграцијата на ромското население во Битола. Темите на кампањите за подигање на јавна свест генерално вклучуваат најразлични теми, почнувајќи од образование, вработување, здравство, пристап до јавни услуги, социјална заштита, па се до домување, легализација и на крај и дигитализација. Со цел да се опфати поголема публика, сите овие кампањи вклучуваа и поголема медиумска промоција преку каналите на социјалните медиуми со прилози на националните телевизии и објави по веб порталите, меѓутоа исто така и со директна работа на терен, односно директно вклучување на ромското население баш во ваквите иницијативи. Морам да истакнам дека се организира различни типови на активности, започнувајќи од медиумски кампањи, организирање на настани за промоција на спортисти роми, организирање на школа за сликање за деца, организирање на изложба од сликите од таа школа, исто така турнири во мал фудбал наменет за мажи и за жени и различни музички хепенинзи со реномирани ромски артисти. Морам да истакнам дека овие активности така беа пратени со големо медиумско внимание и вклучува голем број на заинтересирани и сметам дека можеби во најголема мера си ја остварија интегративната цел, бидејќи за овие настани имаше заинтересираност од целокупната јавност, со оглед на тоа дека и дел од овие настани беа и дел од фестивали како на пример Битолско културно лето. Помогнавме да се донесе топлина во 26 домови, претворејќи ги старите ѕидови во удобност. Проектот не ги промени само нивните куќи, им ги промени животите. Преку очите на Енгин, кој е сведот на опипливата метаморфоза, неговиот дом, прероден од пепелта на занемарувањето, ја прикажува топлината на надежта наспроти студот и неволите кои траеа со децении. Куќата, како што ја памтам, е стара од 60 година. Сето тоа, се додека не се направи, беше стара. Се направи, се реновира и после тоа почнува да се затоплува внатре се побрзо од тоа што беше по старото. Подобри се условите за затоплување, побрзо се затоплуваат џамоите, изолација има. Тоа се е окей. 80% луѓето беа среќни, му се реновираа куќите, му се менуваше дограма, се окей беше. Доста куќи направивме, 19 изолации направивме. Запознајте ја Зумруд Шабанова, светилник на издржливоста на заедницата. Со децении, незиното семејство се соочуваше со суровоста на времето и домот кој копне е потоплина. Но денес, благодарение на проектот Бајр, насмевката на Зумруд отсликува посветла иднина. Слушнете ја нежната сила на гласот на жената ромка, мелодија на промени, зборува за новооткриената сигурност и за удобност за која не знаела. Би сакале ова да одекнува во колективното чукање на срцето на Бајр. Подобро е сега, друго е со фасада, друго беше така, дуваше, поладно беше, сега е позаштитено. Подобро е куќата. За социјалната служба, помош, разбравме преку луѓето, што имаа подаено порано. Ние последна шанса ни беше кај нас. Не градевме куќата, 20 години се гради куќата. Не можевме да успееме до тие работи. Останавме. Како беше, шо беше, така остаевме. Мачки куќи навлегваа горе. Сега е супер.
Благодарност на Сдруженијето, донацијата. Филис е нашата локална хероина. Таа со своите зборови дава живописна слика за културната ренесанса на Баир, каде спортот и уметноста стануваат мостови, поврзувајќи ги срцата, создавајќи иднина, но и за она што останува предизвик и битка за времето што доаѓа. Како членка за тимот на поддршка во населба Баир, заедно со останатите двајца колеги, секојдневно работевме во местната заедница со цел да им овозможиме поддршка на населението во населба Баир. Нашата главна задача се однесуваше во советување на населението, давање на информации, пополнување на определени барања, но како и тоа што представувавме линк помеѓу определените институции и граѓаните со цел да му овозможиме различен пристап до услуги и остварување на социјалните права. Покрај наведените работи, ние во местната заедница во текот на овие 3 години остваривме 13 лидерски средби на кои присуствуваа 200 граѓани од населба Баир. Граѓаните на овие лидерски средби има можност директно да ги дискутираат своите барања и прашања до представниците од јавните институции во општина Битола. Спроведени се средби со правната клиника од Правен факултет Битола со цел да се информираат граѓаните за нивните права во врска со застарувањето на долговите за електрична енергија. Покрај тоа, спроведени се во соработка со секторот за образование од општина Битола советување на родители и деца чии деца не се редовни во наставата со цел зајакнување и поттикнување на редовноста кај учениците роми од населба Баир во основното образование. Остануваат уште многу предизвици и проблеми на кои што треба да се работи во оваа населба. Еден од тие предизвици е образованието, каде што според истражувањето направено во 2020 година, 60% од населението во оваа населба немаат формирано образование. Овој податок влијае врз сите животни сегменти кај населението. Исто така, останува и нерешен проблемот со неурбанизираниот дел кај Петочна вода, каде што живеат 29 семејства или 114 жители кои немаат пристап до канализација и вода, односно живеат во субстандардни услови. Додека сонцето заоѓа на Баир, фрлајќи долги сенки над неговите ревитализирани улици, но и на деловите кои чекаат подобри времења и нови напори, стоиме на раскрсницата на трансформацијата. Проектот Баир и покрај тешките услови за реализација докажува дека колективната волја и надеж можат многу. Сепак, мелодијата на тие ромски ведри ритми останува недовршена. Новој старт е голем остварен сон, во кој скоро никој не веруваше. За новите соништа, за кои дел од ова население се надева, по овој старт има надеж. Патувањето е далеко од завршено. Повикот за напредок, за единство, за разбирање одекнува во она што не очекува од утре. И во оваа континуирана потрага за Баир, каков што заслужува ова население, не подсетува дека, иако е постигнато многу, патот напред е поплочен и со предизвици, и со нови соништа. Погледнете ја приказната за промените. Преку 12 сеопфатни студии ги поставивме темелите за посветла иднина, кој го отпочна и процесот за изработка на генерален урбанистички план, што повторно ќе го обмисли ткивото на Баир. Во процесот на соработка, 26 ромски семејства најдоа топлина и утеха под нови покриви, сведоштво за 150.000 евра вложени директно во отчукувањето на срцето на домовите на населбата Баир. Ангажманот и зајакнувањето чекорат напред, бидејќи 7 значајни кампањи за јавна свест и 6 културни и спортски настани плетеа нови нишки на единство и идентитет. Сепак, со секој чекор напред, бројките шепотат приказни за невидените предизвици и за пречките што допрва треба да се прескокнат. Ова не се само податоци, тој е пулсот на Баир.
мелодија на тековните соништа и непоколебливата решителност на ова колоритно мало на Битола кое живее.